За овој наш македонски редок интелектуалец со големо знаење од било која област, научна, историска и така натаму, има многу да се кажува. Во толку многу ја познава историјата, поготово античката, просто како да живеел во тоа време. Можеби и не случајно, неговото име се совпаѓа со историјата на Македонија. Има пронајдено над 1300 зборови во Хомеровата поема и ден денес кои ги употребуваме во македонскиот јазик. Ке си дозволам и тоа да го кажам, што негови зборови кои ги истражувал во своји книги, своји весници, билтени, ги имаат преземено Ташко Белчев, Илија Чашуле, доктор Круме Старковски, еве како например за зборовите Буква и Буквар, Славе Николовски Катин и многу други со исклучок на професорот доктор Лидија Славеска, која всушност кажува дека има позајмено зборови од Одисеј Белчевски. Тоа го кажува само таа. Неговата скромност, но многу повеќе љубов за откривање на вистината за Македонија е една од неговите најголеми желби, да целиот негов труд што го истражувал за да го даде на еминентен професор, академик, кој на вистина си ја сака професијата, па макар и да е од друга нација, само да ја представи правилно историјата на Македонија, како што тоа го направи и Одисеј Белчевски, користејќи литература од многу странски автори од пред 1840 година. Белчевски горд на своите деца, а радосен со двете внуки, најдува време да биде и забавен пред нив, а тоа е големата љубов на Одисеј према Петра и Клеопатра. Со донации, со доброволни прилози се има појавувано на многу места и настани, а најмногу со гости, професори, историчари на Историското друштво во Торонто и слично. Одисеј Белчевски е човек од збор, достоен на ветеното, човек кој сака да му излегува во пресрет на секој ден. Со смирен тон, без да го повиши гласот, Одисеј ги затишува дури и немирните духови, посебно за историјата на Македонија. Може би неговиот карактер, а би рекла неговото големо знаење кој е полн со материјал и факти во неговиот ум, во неговата глава, или пак самото име Одисеј го одредува секој еден било во карактер или знаење, како што тоа велат старите. Према името, така е и карактерот на човекот. Неговиот труд, што Одисеј Белчевски го обработувал толку многу години, сака да го поклони, како што реков и претходно, што се досега има правено и напишано веќе книгата, неговите студии на некои кои веќе ги спомнав претходно. Се труди да најде вистински стручњак со педигре, историчар или лингвиста, зашто, како што вели тој, само така никој не може да ја сопре вистината за Македонија. Убедена сум дека овој, би рекла, голем интелект, еден ден ќе го спомнуваат идните генерации, идните македонски поколенија, па и пошироко. О, ти
Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија, која веќе постои 52 години. Вашите реклами, честитки, доброволни прилози и слично ќе бидат од голема помош за овој радиочас, за да и понатаму продолжи да се емитува ова најстара радиопрограма во иселеништвото. Телефонот е 647-780-6547. За оние пак кои патуваат за Македонија или било каде во прекоокеанските држави, да спомнам дека единствена авиокомпанија е што за оние кои не се вакцинирани, само можете да патувате со турската авиокомпанија, но затоа пак треба да се јавите до кај нив за да ви дозволат, али би требало да имате и македонски важечки пасош. Тимот пак не дан тим или сте специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, за било какво продавање на бизнис, фарми, специјалисти исто да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Побарајте го Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Ако сакате пак да купите аутот или лисате од марката Volkswagen или ви треба поправка на вашата кола или некој дел од самата марка Volkswagen, тука меѓу нас е нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена и брз сервис, што тоа ви го прави само Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. Пред да одиме со новините, блицвестите од Македонија, да спомнам дека во рубриката профил на Одисеј Белчевски цитатите што ги даде глумецот Петри Темелковски всушност се позајмени од писателот Бошко Смајковски. Да одиме сега и со новините од Македонија. И покрај бојкотот на дел од опозицијата, собранието функционира. Дневниот ред на пленарната седница е усвоена. Вчера почна и комисиската расправа за избор на уставни суди, оцени премиерот Димитар Ковачевски по посетата на општата болница во Прилеп. Тој, одговорајќи на новинарски прашања, ги повика пратениците да бидат одговорни, бидејќи, како што рече, несериозно е во време на светска енергетска криза да се бојкотира парламентот, а со тоа и општествените процеси. Не постојат закони кои што не влијаат на општествените процеси во позитивна смисла, и тука не може да се смета собранието за супермаркет каде што некој ќе одлучува кој закон ќе помине, кој нема да помине, од причина што секое законско решение содржи во себе или унапредување на одредени процеси, или унапредување на одредени права на граѓаните или на компаниите во државата, бидејќи не сите закони се однесуваат исклучиво на граѓаните. На тврдењата на СДСМ дека пропаднале обидите за блокада на собранието од пратениците на ВМРО-ДПМН, председателот на опозицијската партија Мицкоски одговори дека тие дале шанса во првите 100 дена од новата влада, но од власта одлучиле на брутален начин да ја одбијат подадената рака за отпочнување на диалог за предвремени избори. Мицкоски посочи дека ВМРО-ДПМН како прв чекор ќе го блокира активно секој закон кој не е во интерес на граѓаните. Во понеделник имаме седница на извршниот комитет. Ќе отвориме дискусија и за вториот, и за третиот чекор. Ова е стратегија која што долго ќе трае. Ова нема да биде инстант акција која што ќе заврши денес или утре. Ова е стратегија која што ќе трае. Јас не очекувам дека туку такови луѓе ќе ја напуштат фотелјата која што цврсто ја држат, бидејќи тие знаат дека никогаш повеќе во животот ќе немаат таква можност. И грчевито се борат, не баре ова е последниот ден за сите нив, а гледаат дека само народот е тој кој што губи. И ќе испорача народот сметката. Во однос на преговорите со Бугарија, премиерот Ковачевски повтори дека решение е можно само доколку тоа се заснова на европски вредности, на принципи на достоинство и на меѓусебна почит. Тој рече дека на 22 мај нема да има заедничка владина конференција со Бугарија, бидејќи агендите тоа не го дозволувале. Додека во меѓувреме Министерствата за надворешни работи разменуваат идеи, но немаат усогласено заедничко решение.
Прашан за чествувањето што се организираат по повод 24 мај, Ковачевски рече дека ќе имаме наша македонска делегација во Рим, која тој ќе ја предводи. Мицкоски пак оцени дека не постојат шанси за достоинствено отстранување на ветото. Тој упати порака до Европската унија да се обедини околу политичката агресија на Бугарија врз Македонија и да дозволи конечно отпочнување на преговорите. Собранискиот спикер Талат Џафери не сака да ја коментира снимката на која се слуша како со навредливи зборови и висок тон се обраќа кон вработените од собраниското обезбедување, а од неговиот кабинет нема одговор, ниту дали чувствува некаква одговорност за неговото однесување. Според информациите, снимката е направена завчера попладнето по гласањето на дневниот ред по завршувањето на седницата. Џафери веројатно не знаел дека микрофоните и натаму се вклучени и дека преносот на собранискиот канал се уште трае. Сите слушаат конкретно седници, веднаш подле седници, сите што позаду седели. Емато ми е ред. Ние сме се на плата и си е баба по мене. Иако Џафери не е достапен за коментар во врска со инцидентот, вчера на почетокот на собраниската седница, тој се правдаше дека неговата реакција била изнудена. Да, ги избркав двајцата службеници овде кои што дојда пред да излезам јас од тука. Не може он да се доближи тука ако не сум го повикал да дојде да ми донесе материјал. Да, тоа е фактичката состојба. Читај ги вашите портали, Талат Џафери им се заканил на обезбедувањето на собранието дека ќе ги избрка од работа. Амате луѓе, барем тоа го знаете дека кој е мој однос. Однесувањето на Џафери за опозицијската ВМРО ДПМН е привитимизам, за кој сметаат дека треба да си поднесе оставка од местото председател на собранието. За ваков примитивизам, насилство, вулгарности нема место во било кое собрание, најмалку во македонското. Почитувани, оваа потврдена снимка од Талат Џафери во прашање ја доведува и неговата деловна способност, но и го отвара прашањето дали зад вулгарностите постојат зависности на Талат Џафери кои што предизвикуваат абстиненцијални кризи и неможност за рационално водење на седниците на собранието. Снимката со Џафери ја видел и премиерот Димитар Ковачевски, но тој не сакаше да ја коментира, бидејќи на неа не се гледало кој зборува. Први јас таа снимка ја погледнав, меѓутоа се работи за некаков разговор на кој што не се гледа ниту кој разговара, ниту со кого разговара и за таа причина не можам да коментирам дали председателот на собрание разговара со некого во сала, дали е тој вработен или не е, навистина не можам да дадам конкретен одговор, бидејќи на снимката не се гледа кој зборува и со кого зборува. За сега коментар за однесувањето на собранискиот спикер нема од неговата партија ДУИ.